Охридското село Речица во последната деценија е посетено од нашата екипа најмалку 10 пати. Само на таков начин можевме да допреме до податоци кои изборуваат дека оваа населба е прастара, со богато историско минато, ама и надежи дека истата никогаш нема да биде напуштена или заборавена. Така нашите сознанија континуирано ги проследувавме према пошироката јавност, како што следат. Кажавме дека селото со тоа име за прв пат напишано е сретнато низ пописите од Охридскиот Санџак во 1582 година, кога истото броело 21 семејство со 108 жители, кои сите биле православни христијани. Меѓутоа, уште 200 години порано од пописот, речанци го имале храмот посветен на Свети Ѓорѓија, што би значило дека населбата потекнува од многу постаро време. Немајќи напишан доказ, речанци се убедени во теоријата дека селото го добило името по големиот број на реки околу него, кои главно извираат од неговиот синор. Бевме во можност да ги слушнеме коментарите на речанци кога тврдеа дека така наречената Косовска река воопшто не смее да се нарекува така. Таа е денес Косилска само поради тоа што поминува низ Косел и се влева во Охридското езеро. Затоа пак ние имаме своји имена и топоними кои никој не може да не ги земе. Еве да го спомнеме Марково Долчај, каде во предили дескиот период во борбата со турскиот аскер загинал Аргир Маринчев заедно со уште 200 негови соборци. Дознавме и за локацијата манастириште, на која и денес можат да се забележат урнатини и профили од голема манастирска црква, многу постара и од најстарата Свети Ѓорѓија. Зборувавме и за селската архитектура, која често била ранлива со оглед на материјалот за градење. Градени со плитара, често и со плот, измачкан со кал, покриени со слама, домаќинот зачестено морал да вложува труд за трајноста на домот. Овде веќе крајно домаќинот интервенира како индивидуа, ретко кога со помош на соседите. Може би од слична причина денес архитектурата во Речица е поинаква. Повторно со сопствен труд израснуваат објекти градени од цврст материјал, кои му овозможуваат на домаќинот безбеден и комфорен престој за време на посетата на родниот крај. Сега, добро забележавте дека ги издвојуваме по имите индивидуален и заеднички труд на реченци. Еве зошто. Нема сомнеш дека црквата Свети Ѓорѓија во 14 век е изградена со заеднички труд на сите жители од селото. Таа е поставена на еден камен, тераса високо над Речанската река, каде верниците најпрвин требало да исклесаат дел за темелната подлога, а потоа да ја воздигнат до височина која денес ја прави забележителна уште од долната корија при влезот во селото, а тука и се домовите на вечните жители од населбата. Црквата е прогласена за споменик на културата, со што за сите времена се забранува било каква градежна обработка на објектот. Едно е сигурно, колективно изградениот објект во Речица не смее да претрпи никакви градежни измени и покрај желбата на верниците да направат нешто во интерес на заштита на црквата. Тие повторно заедно изградиле помошен објект во непосредна близина на црквата, но со смарена површина, колку да има место за складирање на свечи, како и на црковни подароци, или во крајен случај да послужи како заклон на верниците кои ги посетиле вечните почивалишта во случај на невреме. Ова се клучни елементи кога речанци почнуваат да размислуваат за колективна ангажираност наспроти индивидуалната која ги оптоварувала неколку векови нанасад.
Го слушнавме и преданието кога орач со плуг во местноста Врачи ископал гроб од потекло жена, која околу рацете имала накид изработен од бакар и бронза. Доволен доказ за реченци дека нивните денешни домови почиваат на прастара населба која потекнува уште од бронзеното време. Сега, веќе горго, подкрепени од сознанието за своите пракорени, одлучуваат заеднички да ги вдомат светите Врачи, Козма и Дамјан, и тоа само неколку метри над откриениот гроб. Така, тие со заеднички сили го поставуваат темелот од црквата Свети Врачи во 2001 година. Заедничкиот труд толку напредува, што за една година не само што ја воздигнаа црквата, туку поставија иконостас, ја зографираа во внатрешноста и ја осветија, што црквата се здоби со право на почитување на сите духовни почести и свети тајни. Во една прилика дури и присуствувавме на чиното црковна венчавка, која всушност се случи за прв пат. Наскоро проширен е и дворот на црквата со изградба на подпорен зид од горната страна, ама е изграден и помошен објект кој ќе важи како црковна трпезарија, опремен со современа црковна кујна. Во неја истовремено може да седнат најмалку 80 верници, зашто секоја година на денот од Светите Врачи, кој секогаш наидува на 14 ноември, се собираат толков број на верници што овој простор постанува тесен. Еве што значи и колективна заложба на реченци, одлучено, направено. Всушност, собира на верници во црквата Свети Врачи, Козма и Дамјан на денот за 2022 година ќе биде главна тема од оваа приказна. Откога направивме краток пресетк од историското минато на селото Речица, дозволете да се доближиме до денешницата. Тоа ќе значи дека токму на денот од Светите Врачи на 14 ноември би било реално да го следиме денот уште од раните утрински часови. Во дворот на црквата од Светите Врачи не пречека Кире Ристевски како член на црковниот одбор, кој за нас важеше како домаќин на црковниот комплекс. Рано е, кажа Кире. Куварите што туку заминаа малку да здивнат, зашто во текот на ноќта подготвија 3 казани со гравче за да бидат почестени со ручек сите верници кои ќе дојдат за да изразат почест према светиите. Еве ги, уште се топли, што туку симнати од огнот. Ќе биде доволно за послужување околу 600 порции, зборуваше Кире. Еве за неколку моменти треба да дојде кумот и да ја отвори црквата како би ја прилагодил за доаѓање на свештеното лице, во која ќе се одржи света литургија на име светиите. Клучот за влез во храмот оваа година е во неговите раце. Туку додека го очекуваме, да ви кажам дека верниците предводени од црковниот одбор повторно се впуштија во градежна авантура. Овој пат изградба на уште еден дел од црковната трапезарија, веднаш до веќе изградената, само што овој објект ќе биде од отворен карактер. Односно ќе се отвори простор за двојно повеќе места за седење на верниците, ќе биде обележен со покрив према небото, али со слободен пристап од северната страна преку неговата цела должина. Со ова се зголемуваат по пропратните објекти во дворот на црквата, а богами многу беа потребни со оглед на големата посета на верници и гости. Како илустрација за враќање на колективни вредности во Речица, презентираме дел од дворниот терен од црквата забележан пред една година и поглед како изгледа денес.
Моментот на забележување на кумот како му приоди на храмот исто така е голем духовен чин, со оглед на тоа дека е првиот верник кој ќе зачука на портата од светиите. Станува збор за младиот Никола Славевски, кој е со потекло од Речица, а времено живее и работи во Холандија. Откога ќе ги одложи црковните подароци на местото од Светата трпеза, каде ќе се осветат пченицата, лебот, водата и виното, уште пред да го употреби клучот за влегување во храмот, зачука на Светата порта, не би ли го најавил своето влегување во светот на духовност. По палењето на кандилата тие фрлија поглед низ просторот на црквата, отстранија вишок на духовни предмети кои не се клучни за духовниот чин кој наидува и ја отворија вратата од иконостасот према олтарот како би овозможиле влез на свештеното лице за да го започне свеченото духовно пеење во чест на светителите. Наскоро дојде свештеникот и го започна чинот од свечената литургија. Како кумот Славевски имаше поголем број собственото семејство и фамилија, храмот се исполни до последното место. Другите верници само доаѓаа до влезот, малку слушаа па заменуваа како би ослободиле приод за другите. Барајќи поголем простор за нашата опрема за снимање, а го немаше, настојувавме што пократко да се задржуваме во црквата, но доволно долго колку да ја представиме духовната реалност. Еве уште неколку мигови од духовното пеење и проповедање. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Оче наш кој си на небесата, се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што ги проштеваме ние на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое е царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси ги, Господи, Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство, победи на сите православни христијани наши над противниците, дарува им, пазејќи го со крстот Твој Твоето жителство. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Христе Боже, кој доброволно си издигнал на крстот, подари ги Твоите добри на Твојот нов народ, со Твојата сила зарадувај го благоверниот и христолюбив православен народ наш, давајќи му победа на противниците, да го има Твоето оружје на мирот како непобедлива победа. И сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Се воспеа на Богородица и како страшна и сигурна станица, не презирај ги плануват на нашите молитви. Утврди го православното жителство, спаси го нашиот православен народ, кому си му заповедал да владее, и подај му победа, бидејќи си го родила Бога, единствена, благословена. Помилуј не Боже, по Твојата голема милост и се молиме, услиши и помилуј. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи. Уште се молиме за благочестивиот православен народ наш. Господи помилуј, Господи помилуј. Уште се молиме за високо преосвещениот митрополит наш Тимотеј и за сето Христа наше братство. Уште се молиме за сите браќа и за сите христијани. Господи помилуј, Господи помилуј. Зашто си милости и човеколюбец Бог. Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Именем Господним благослови, Отче. Слава на светата едносушна и животворна и неразделна Троица, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Слава на Бога во висините на земјата, мир меѓу луѓето добра волја. Слава на Бога во висините на земјата, мир меѓу луѓето добра волја. Слава на Бога во висините на земјата, мир меѓу луѓето добра волја. Господи, отвори ми ги устите и устата моја ќе те фали. Господи, устне мој, одверзиш и уста моја возвестеат хвалу Твоју.
Господи, колку се намножија моите непријатели, мнозина се креваат против мене, мнозина вела за душата моја, нема спас за него во Бога. Но Ти, Господи, си застапник мој, слава моја, Ти ја подигаш главата моја, со гласот свој викам кон Господа и он ме слуша од својата света гора. Легнувам, свијам и станувам, Ти, Господ ме чува, не се плашам од многу илјади луѓе, што од сите страни навалиле на мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мој, зашто Ти ги поразуваш сите мои непријатели, ги здробуваш забите на грешниците од Господа, спасението Твојот благослов нека биде на народот Твој. Господи, во јароста своја не карај ме во гневот свој, не казнувај ме, зашто стрелите Твои се забија во мене и Твојата рака тежи врз мене. За телото моје нема лекот Твојот гнев, во костите мои нема мир од гревовите мои. Зашто беззаконијата надвишија главата моја, како тешко бреме ме притиснаа, смрдат и гнијат раните мои поради безумието мое. Настрадав се, стопив со сема целбе натажен, одам бидејќи однатре гора во оган нема лек за телото мое. Озлобен сум прекуморно понизен. Викав поради воздишките на срцето мое, Господи, пред Тебе се сите мои желби, мојата воздишка не е сокриена од Тебе. Срцето ми се возбуди и ме напушти силата моја, светлината на очите мои нема во мене. Моите пријатели, моите ближни се приближија и не се доближија. Застанаа подалеку од мене оние што ја бараат душата моја, зборуваа лошо и без основа и секој ден кој разпетки. А јас пак како глув не слушав и сум како некој да отвара устата своја. Станав како човек што не слуша, што во устата своја нема прекор. Зашто на Тебе, Господи, се надевав. Пресвета Богородице, спаси не. Честнейшу, херувим и славнейшу, без сравненија Серафим, без исленија, Богослова рочу, сушту Богородицу Тја величае. Слава Ти, Христе Боже надеж наша, слава Ти. Слава Отцу и Сину и Светому Духу и нине и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Отче благослови. Христос, нашиот вистински Бог, кој воскреснал мртвите, по молитвите на својата пречиста мајка, на светите славни сефални апостоли, по молитвите на светиот Козма и Дамјан, чиј празник денеска го празнуваме, на светите праведни боготци, Јоаким и Јана, и на сите свети да не помилува и спаси, како благ и човеколюбив. По молитви на светите отци наши, Господе не помилува и да ни го благослови денов и вековито да си го празнуваме и да се бериме вака во уште поголем број. За многу години. Честит да е празник. Светата трпеза веќе беше подготвено за осветување на лебот и пченицата. По осветувањето на водата, свештеникот најнапред ја освети погачата на кумот, па и од другите верници кои донесоа леб и вино. Чинот на осветување го пренесуваме без малку во целост. После тоа, погачите се престорија во нафора, достапни за сите, ама и светата вода не беше запоставена. Добар дел од верниците полна шишенца за да си понесат дома. За здравје, беречет и благосослоба, велеја. Наскоро духовната трпеза беше дислоцирана од пред храмот на периферијата од дворот, како би се возможил што поголем просторен комфорт, зашто наскоро најдуваат уште повеќе духовни активности. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Богородице, никогаш нема да престанеме да ви говориме Твоите сили, зашто ако Ти не стоиш на молитва за нас, кој би не запазил до сега слободни, нема да остапиме, владичице, од Тебе, зашто Ти ги спасува секогаш Твоите раби од секакви зла. Отворени ги вратите на милосрдието, благословена Богородице, да не пропаднеме ние што на Тебе се надеваме, но да се избавиме преку Тебе од беди, зашто Ти си спасение народот христијански. Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Зашто си свет Боже наш и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас.
святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Да внимаваме, мир настите. И духови Твоему прокимен глас трети, Господе моя светлина, мое спасение, от колке се боям, Господе защитник на моят живот, от колке се плаша. Премудрост, От посланието на светиот апостол Павле до евреите ке се чита. да внимаваме. Браќа, како оној што светува и оние што се осветуваат, сите се одедем, и затоа не се срамува да ги нарече браќа велики. Ке го возвестувам името Твое меѓу браќата мои, на сред црква ке те воспевам, и пак јас ке се надевам на него, и одново, ете ме мене и децата што ми ги даде Бог, а бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тој и он зеде еднакво учество во тоа, да преку смртта да го победи оној што има власта на смртта во ѓаволот, За много години. и да ги избави оние што од страх пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство, зашто на вистина не од ангели прими природа, од потомството на Авраама прими, затоа должен беше во се да личи на браќата, па да биде милостив и верен превосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите народни, зашто во она што сам претрпел како беше искушуван, во тоа ќе може и неискушуваните да им помогне. Мир на тебе што ни читаше. Алелуја, алелуја, алелуја. Премудрост простум да го изслушаме светото Евангелие. Мир на сите. И духови Твоему. Ке се чита од светото Евангелие според Јован. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време си скачи Исус во Ерусалим, а во Ерусалим при овчата порта имаше бања, по-еврејски наречена Витезда, со 5 тремови, во нив лежеа мнозина болни, слепи, хроми, суви, кои очекуваа да се раздвижи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ке влезеше по раздвижувањето на водата, оздравуваше од каква и да било болест да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Во Тебе. мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир од висините и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој свет храм и за некој што со вера, набожност и страв Божи влегуваат во него, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благочестивиот Христолюбив народ наш да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За високопреосвещениот митрополит наш Тимотеј, за честното свештенство во Христа дјаконство, за сиот клир и за сите луѓе да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се освети оваа вода со силата, действието и слегувањето на Светиот Дух да се помолиме на Господа. За да слезе врз оваа вода очистителното дејство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа. За да биде оваа вода лековита за душите и телата и за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа, за да се испрати благодатта за избавување и благословување Јорданово, да се помолиме на Господа. Господ Бог наш да не покажа синови и наследници на своето царство со пиењето, причестувањето и поросувањето од оваа вода, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити, спаси, помилуј и запази не Боже со Твојата благодат. Господи, помилуй. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна,
Владичица наша Богородица и Престодева Е, Марија, свята со Богородице, сите свети и спаси самите себе нас. друг, и сиот на живо на Христа Бога, да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе ти прилега секака со слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на И сите. духови Твоему. Вашите глави приклонете ги пред Господа. Тебе, Господи, кој си благоволи да се крстиш во Јордане и го осветиш водите, приклони го Твоето уво, послушај не и благослови не сите нас, кои со приклонување на главите означуваме знак на покорност и удостојне да се исполниме со Твоето осветување преку причестувањето од оваа вода и да ни биде Господи за здравје на душата и телото. Зашто Ти си нашето осветување и Тебе Ти вознесуваме слава, благодарност и поклонение со безпочетниот Твој Отец и се светиот и благ и животворен Твој Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси Господи луди Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном наши, нас сопротивнија даруја и Твое сохрањаја крестом Твоим жителство. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, кој се си направил со својот збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кој трите момчиња Данила, кога биле во Вавилон, хранеки со семиња, си ги покажал, посветли од оние што биле во сласт хранети. Ти самиот се благ цару, благослови ги овие семиња, пченицата, виното, елеот, и освети ги оние што ќе јадат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на светите Козма и Дамјан и за споман на оние што починале во благочестива вера, ова се принесе од Твоите раби. Затоа, добар Боже, на оние што ова го украсили и извршуваат спомен, подари им се што просат за спасение и за наслада на Твоите вечни блага, по молитви на пречистата Владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија, и на светите Козма и Дамјан, чиј празник денеска го празнуваме, и на сите Твои свети. Зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со единородниот Твој Син, и пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови, пченицата, виното и елеот, со својот свет дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Во чест и слава на Пресвета Троица и на светите Козма и Дамјан, Господи, Ти ја принесуваме ова жртва, прими ја се щедри во Твојот на небесен свој жртвеник. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Во чест и слава на Света Троица и на светите Козма и Дамјан, прими ја се щедри ова жртва од Твојот на небесен свој жртвеник. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во чест и слава на Света Троица и на светите Козма и Дамјан, прими ја се щедри ова жртва од Твојот на небесен свој жртвеник. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Да ме водиш. Кој е твоето? Кумот? Кој е од кумот? Повтори по нас. Велико име, Пресвета Троица, Пресвета Богородица, светите Козма и Дамјан, помилуј. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, светите Козма и Дамјан, помилуј. Велико име, Пресвета Троица, Пресвета Богородица, светите Козма и Дамјан, помилуј. Христос посреди нас,
Є і ке биде. Христос поза нас. Є и ке биде. За нова година. Уште се молиме Не се пише, прво од кумот не се за здравје, мир на чедата Божји. Ајде имената. Никола, Никола, Благојче, Господи, помилуй. Николче Благојче, Марина, Марина, Господи, Емилија, помилуй. Елена, Богдана, Богдана, Лупчо, Љупчо, Крстинка, Александар, Александар, Господи, помилуй. Илија, Господи, помилуй. Даниела, Господи, Даниела помилуй. и Мила. За много години честитам ви празников, вековите уште да си го славите. Бог да ви го благослови селово и секоја година уште во поголем број да се пети. За много години. Член на црковниот одбор прогласи момент кога сите присутни верници треба да пристапат што поблиску до храмот, зашто ќе започне така наречената лицитација на црковни подароци. Верниците знаат дека подароците обстоеле на духовен простор без малку еден ден, па и од тука желбата да го поседуваат во собствениот дом. Иако знаат за економската вредност на подарокот, тие вложуваа понуди неколку пати повисоки, со оглед на сознанието дека на црквата и се потребни средства за одржување и за возобновување на објекти кои се клучни за понатомашниот оспој на храмот. Лицитацијата на црковните подароци значи обстанок и проширување на црковните објекти со оглед на фактот на нивното монетизирање. Еве неколку моменти од настанот. Драги гости, следува да давајте, приберете се малце наваќе. 2 кила масло, 250 и шо набирате? Почетте. 500. 500. Две масла и чорапи 250. 300. Дајано. Најпосле доаѓа времето кога ќе дојде до израз веселбата низ песна и игра во чест на радосниот празник, посветен на светиите. Подготвен е музичкиот бенд Престиж со водство на реномираниот певач Дамјан Стојановски да запеат и да го разиграат народот. По правило, кумот со црковниот бајрак напред ќе треба да го отвори колото, да видиме колку ќе изгори кесето на кумот. Ајде, добар ден и од мене, и од името на група Престиж, да ни е за многу години овој убав свет ден, а на кумот честито кумство, куме златен, ајде куме да го поведе морото, ајде мајстор. Чуј
Hrvatska, slava naša te vesela. Ej more, kume zlate, vole brano, ti si vaten. Ej more, kume bre, gdje se to ti izgore. Ej more, kume zlate, vole brano, ti si vaten. Ej more, kume bre, gdje se to ti izgore. Ajde kume na venčavka, čekaj skoro i krštevka. Mi oče donije, ke imame. Ajde kume da slavime. Mi oče donije, ke imame. Ajde kume da slavime. Ej more, kume zlate, vole brano, ti si faten. Ej more, kume bre, gdje se to ti izgore. Ej more, kume zlate, vole brano, ti si faten. Ej more, kume bre, gdje se to ti izgore. Ajde, ajde, kume bre. Ej more, kume zlate, vole brano, ti si faten. Ej more, kume bre, gdje se to ti izgore. Ej more, kume zlate, vole brano, ti si faten. Ej more, kume bre, gdje se to ti izgore. Ajde domaćine, dobri gosti. Ajde, ajde, kume. Domaćine, dobri gosti, ti dojdoja. Domaćine, dobri gosti, ti dojdoja. Aj, dobarave ti donesoja. Aj, dobarave ti donesoja. Stado ti se, domaćine, moja gnao. Stado ti se, domaćine,
ti rodila Maško dete. Razbudi se, ako spiješ, domakine, razbudi se. Ako piješ, razveseli se. Ako piješ, razveseli se. Slava slavi, mene se slava slavi. Jedna želba imam, roden kraj da odam, rodna kuća da vidim. Izvor da se šeta, tamo da se seta, taj se rodi i porasna. Izvor da se šeta, tamo da se seta, taj se rodi i porasna. Baba ima, od njih pisa prima, ne znam da li se živi, ali neko ima, mene da prečeka, odi da mi otvori. Da li neko ima, mene da prečeka, odi da mi otvori. Ja sam
заключени, пенđери skršeni, kućata propadala. Spomeni se briša, oči suzi teča, sloni što ne seća. Во меѓувреме, црковната трпезарија интензивно се подготвуваше за прием на првата софра од верници. Заврши подготовката на салатата, а покрај подготвеното гравче гарнирано со сушено месо, пристигнаа како подарок од верниците ѓомлезе, домашни питулици, ама и повеќе врсти на сладки. Како приличи за секоја света трпеза, благослов за ручекот ќе даде свештеното лице. Христе Боже наш, благослови го јадењето и пиењето на Твоите чеда, и сложи го духовното јадење и пиење во овој дом, во ова село и во нашата татковина и во целиот Твој свет, зашто си свет и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. На здраве дај, нека е честит празник. Секако, после првата софра ќе следи друга, трета и така натаму, се до послужувањето на последниот верник, кој денес одлучил да го посети храмот на светите врачи. А во дворот на црквата се уште песни и танци. Очигледна е радоста на верниците низ овој свети ден, каде низ зори и песни ќе останат доволно долго до моментот на запалување на уличните светилки. Нека е за убаво следната година да сте повесели.